Da li postoji sudbina? Što mislite, da ili ne? Всекога би дал збор, сигурно некој ќе каже различито, некој ќе каже постои, некој не постои. Ево, например, кога на некого ќе му се случи некоја несреќа. Луѓето што велат? Така му било пишано. Така му било судено. Има ли, браќи и сестри, и сите вие кои не гледате и слушате, подлога да веруваме дека и во Библијата има работи кои се предодредени за поедини луѓе или воопшто за сите нас? Навистина, прашањето за постојањето на судбината е поврзано со нашето секојдневие. Посебно оние луѓе кои се суеверни, кога читат хороскоп, кога верува дека распоредот на звездите горе, значи тоа е астрологија, дека тоа влие на нас овде на земјава, и многу луѓе одаат кај видовњаци да се прашаат, да се распрашат дали денеска треба да склопат некоја сделка за некој бизнис, затоа што судбината делува преку поедини елементи. Ако има судбина, например, ако ми е судено да бидам добар човек, дали тоа е добро за мене тогаш? Супер! Не можам да излезам од тие рамки и јас ќе се бидам постојано среќен и благословен. Меѓутоа, ако по некоја случајност од Бога сум предодреден да бидам лош човек, да бидам злобен човек, кој ќе му нанесува зло и болка на другите, дали тогаш е тоа убаво за мене? Значи, ако навистина, браќи и сестри, сме предодредени, ние не можеме да излеземе од тие рамки, од тие граници, колку да се молиме, колку да даваме дарови, колку да одиме во црква, колку да правиме добри дела, не може. Ти си предодреден од Бога некогаш во минатото, Бог ти имал како слика и ти одредил минус, да бидеш негативец, а на тебе да бидеш позитивец, односно да бидеш позитивен како човек, како карактер. Меѓутоа, ајде да видиме денеска врз основа на Библијата дали имаме основа и ние како христијани да веруваме во мислата дали постои судбина. Знаете, од една страна луѓето сакат да бидат слободни. Меѓутоа, кога ќе добиеме слобода, често пати се плашиме да во таа наша слобода да донесеме одлуки. И затоа луѓето бегаат кога треба да донесат одлука. Ајде нека реши мама, ајде тато нека каже, ајде брат ми, чичко ми, вујко ми, тие да одлучат за мене. Тие да донесат одлуки. Некои одат, како што спомнав, да прашат астролог, некои си гуру, тоа се лица духовњаци или може кај свештеник ќе отиде. И тој ако ми каже нешто, и јас ќе донесам таква одлука. И затоа луѓето сакат да ги избегнат чувствата на вина и на каење, а имат слободна волја да донесат одлука. Меѓутоа, денеска постојат религии кои тврдат дека постои судбина. Дури и боговите не можат да одолеат на таа судбина. Меѓутоа, кај вистинскиот Бог во кој ние веруваме, браќи, сестри, драги пријатели, не постои судбина, не постојат однапред предодредени работи. Тоа е апсолутно слободно суштество. Бог е слободен. Кај Бога не постои судбина. Тој не паѓа под никакви судбини. Ако постои предодреденост, тогаш Божјата правда губи секоја смисла. Ако на некој му е судено да биде добар и ќе се остане добар, меѓутоа ако на мене ми е судено да бидам лош и на Божјиот суд еден ден, нема право Бог да ми суди, зашто јас сум однапред веќе предодреден да бидам лош. И затоа Бог не е фер тогаш. Ако на судот ми каже, ете, ти, Господине, не беше добар, правеше лоши работи, ќе одиш во пеколот, односно ќе бидеш за секогаш уништен. Не е фер. Меѓутоа, ајде да видиме малце подолу што Библијата ни зборува. Еве, уште еден пример на почетокот. Ако јас сум предодреден да имам темни очи, плави или црни, не е важно, и да сум висок 178 сантиметри, значи, Бог ме предодредил да бидам зло, да бидам лош човек. И дали јас сум сега виновен што сум толку висок? Не. Тоа се само примери преку кои сакам да покажам колку е тоа прашање растегливо, дали постои судбина. И многу луѓе го растегнуваат, мислејќи дека од Бога се предодредени. Ти додиш во црква,
da бидеш црковник, а јас да бидам, световник, односно да не верувам во Бога и да не одам во црква. Ајде да видиме сега еден чекор, да одиме кој е измислил судбината. Кој може единствено, браќи и сестри, да предвиди дали некој ќе биде добар или лош? Кој може единствено да предвиди? Бог. Бог е семоќен. Тој го знае нашето минато, нашата сегашност и ја знае нашата иднина. Бог знаел дека, како се викаше на Јаков жена му. На Јаков, кој роди две деца, Исав и, на Исак. Така, Исак имаше две деца, така, го имаше Јаков и Исав. Бог знаеше дека едниот ќе биде каков? Подобар, другиот полош. Иако по тоа правило или тоа верување или по таа традиција прв се родил Исав, така, тој требал да го наследи првородството. Меѓутоа, Бог вели, не, јас знам дека тој не е добар, нема да биде добар. Но Бог не влиел тој да биде добар или лош. Но Бог во своето предзнање, за тоа ќе каже малце подоцна, знае однапред што ќе се случи. Значи, Бог е тој кој се знае. Меѓутоа, неговиот соперник е сатаната. И тој чека сега да го обвини Бога. Да го обвини Бога за сите грешки што човекот ги прави. Грешниот човек многу полесно ги прифаќа сатанските идеи отколку вистината. Меѓутоа, наша вина нема да исчезне со лажно обвинување на Бога за злото што свесно го правиме. Ако ние правиме свесно зло, не може да го обвиниме Бога, дека Бог не предодредил ние да бидеме лоши, а некој да биде добар. Ајде да кажеме сега нешто за судбината и религијата. Ако постои предодреденост, тогаш молитвите се залудни. Залудно доаѓаме во црква. Залудно се молиме за некој да остави цигари, да остави некој пороци, кога тој си определен од горе, од Бога, таков да биде. Зошто да се молиме ако е се планирано и предодредено? Значи, тогаш нашите молитви, сите наши заложби за другите стануваат излишни, ако се однапред одредено. На прашањето, кога апостол Петар ги добил прашање од луѓето што треба да направиме да се спасиме, што Петар одговорил? Ајде отворите со мене Дела на апостолите, 2 глава. Да видиме сега на самиот почеток од ова размислување што овие луѓе го прашале апостол Петар за да сторат, за да бидат спасени. Дали Петар им вели, чекајте, вие ако сте определени за Бога, ќе си останете, ќе тргнете со Бога. Ако вие не сте определени од Бога за спасение, залуд е вашето покаяние. Но ајде да читаме 2 глава, Дела на апостолите, 37-38 стих. А кога го слушна тоа, ги засегна во срцето и му рекоа на Петра и на другите апостоли: мажи, браќа, што да правиме? Што вели сега Петар? Секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевање на гревовите ваши и ќе примете дар од Светиот Дух. Самата фаза или самиот збор покајте се подразбира човекова слобода, браќи и сестри. Човекот никогаш не жали за делата што морал да ги направи. Значи што е приморан. Туку само за оние дела за кои е апсолутно свесен. За тие дела ние ќе одговараме. Па дури самите закони на државите велат ако некој од небрижност убие некого, така има тој израз, небрижност. Казната е многу помала, не сакајќи, што се вели. Одат 20 ловџи во шума, најдобри пријатели, и често пати се случува да го упуца колегат, мислејќи дека е животно и така натаму. Еве, например, автобусот прикочува. Автобусот ќе прикочи, возачот не со своја вина ќе налета на некого и ќе му е скрши ногата или раката на оној патникот, односно човекот кој е надвор. На возачот може да му биде жал, но тој нема да се кае што се случило, зашто тоа не е негова вина. Тоа е виша сила што се вели автобусот се лизнал или му откажале сопирачките. Но ако возачот фати некого и намерно му е скрши раката, тек тогаш тоа е друга работа. Покајанието секогаш оди со делата по наш избор. Бог постојано не повикува и овде, покајте се. Јован Богослов ќе каже
Јован Крстителот ќе каже, покајте се, постојано во својата проповед ги повикува луѓето на покаяние. Сега од нас зависи, од нашата слободна волја, дали ќе се покаеме или не. Ако случајно помислам дека еден ден ќе ми се суди од страна на Бога, но јас сум предодреден да бидам спасен, за мене тој суд ќе биде воопшто непостоечки. Нема јас воопшто да се плашам и така натаму. Но ако Бог поставил правила и ми дал слободна волја, јас ги кршам тие правила, тогаш судот може да биде проблем за мене. Што или Библијата за судбината, браќа и сестри? Библијата е мерка. Библијата не кажала од нас овде ако има 30 сега, 15, секој втор ќе биде спасен, а секој прв нема да биде спасен. Библијата не укажува кои луѓе ќе бидат спасени. Тоа Библијата не го кажува. Библијата е мерка, мерката на она што може да го знаеме за Бога и небесната реалност. Ако некој не предодредил, тој збор предодредил, почесто ќе го користам во ова размислување, со цел да сватиме дека Бог не одредува предвреме, Бог не предодредува кој од нас ќе биде спасен. Одиме во 1 Тимотиева, посланица или послание, 2 глава, 3 и 4 стих, вака вели Павле. Писмото го напишал до Тимотеја. 1 Тимотиева, 2 глава, 3 и 4. Ова е добро и угодно пред Бога нашиот Спасител, кој сака, внимавајте сега, кој сака сите луѓе да се, што? Спасат и да дојдат до познавање на вистината. Што сака Бог да направи од човештвото, кој има скоро 8 милиарди? 7,8, колку ги има веќе, колку нима жители на ова земја. Овде вели дека Бог сака сите луѓе да бидат спасени. Постојат многу очигледни стихови, кои од друга страна вела дека нема сите да бидат спасени. Значи овде Бог сака сите да бидат спасени, ако постои предестинација или предодредување, тогаш овие стихови се излишни и вишок се во Библијата. Значи овде гледаме дека Божја волја е во неговото срце да се спасат сите луѓе, но очигледно нема сите да се спасат. Како знаеме за тоа? Еве текстови ќе ви прочитам во Матеј, може да ме пратите, и во Откровение 20 глава од 10 до 15, но јас само ќе прочитам ради времето во Матеј, еве што пишува 25 глава, кога Исус зборува за две групи на луѓе, за две категории на луѓе. И овде јасно Матеј ни го тоа пишува, кога ќе дојде Исус Христос, што ќе се случува. Читам, значи, во Матеј 25 глава, 41 до 46 стих. Тогаш ќе им речем на оние од левата страна: одете си од мене проклети во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто огладнев и не ми дадост. И сега знаете што пишува понатамо. Меѓутоа, овие се од левата страна, а на оние од десната страна што ќе им каже? Дојдете, благословени, дојдете. Очигледно ќе има две групи на спасени, односно едни спасени, други изгубени. Од самиот факт, ако читате во Откровение, исто така пишува тамо дека ќе падне вечен оган, односно оган од небото и ќе бидат уништени заедно со старата змија, со ѓаволот. Значи, од самиот факт дека нема да бидат спасени сите луѓе, автоматски произлегува дека Бог не ги предодредил луѓето, браќа и сестри. Затоа судбина не постои во тој смисол дека некој му напишал, дека Бог ти напишал, ти одредил да бидеш добар, а овој да биде пијаница, лош и така натаму. Околу нас би имало милиони верници, ако сите се предодредени за спасение. Не, Бог, подосно ќе кажеме, што одредил? Што одредил Бог? Која е Божјата воля за нас? Во Матеј 18:14 вака пишува: не е волјата на небесниот Отец или татко да загине едно од овие малички. Знаете, на Исуса, кај Исуса доаѓале многу дечиња. Исус зел едно дете и го ставил во скутот и им вели на учениците: не е добро, не е волјата Божја. Матеј 18:14. Не е Божја волјата некој да загине. Значи, која е Божјата волја за нас? Да бидеме сите спасени. Негова желба е и најмалиот, и најмалото бебенце.
и најмалото детенце да биде спасено. Овде повторно гледаме, браќа и сестри, дека Бог сака да бидеме спасени. Бог не предодредил судбина за некого да биде позитивен или негативен. Во книгата на пророк Езекија, ајде да читаме во 33 глава, 11 стих, што кажува, ги знаете тие текстови, но еве уште еднаш во склоп на ова размислување ќе ги прочитам. 33:11. Одговори: животот ми мој, говори Господ Бог, мене не ми е до смртта на безбожникот, туку да се одврати од својот лош пат и да живее. И така обратете се од својот лош пат, зошто да умрете Израилев домо. Гледате на Бога колку му е жал, колку му е тешко, кога некој ќе донесе одлука да живее на друг начин, отколку оној начин што Бог го поставил како принцип на живење. Бог вели, врати се, зашто ако не се вратиш, ќе отидеш во пропаст. Божја желба е, браќи и сестри, да сите луѓе бидат спасени, но на жалост нема да бидат сите спасени. Зошто? Затоа што имаме слободна волја. Човекот има слободна волја да самиот одлучи по кој пат ќе отиде или ќе замине. Затоа Бог вели, отфрлите ги од себе сите беззаконија. Бог вели, сакам да бидеш жив, не ми е мила смртта. Но, ајде сега да прочитаме неколку контраверзни текстови или текстови од Библијата кои малце се нејасни и некои луѓе се подпираат на овие, вели, ете, Бог одредува. Сепак Бог нешто одредува. Да видиме кои се тие контрадикторни текстови. Ако Бог е автор на Библијата, браќи и сестри, тогаш таа Библија што ја читаме мора да биде хармонична, мора да биде усогласена. Она што се тврди на едно место мора да биде во согласност со друго место. Текст кој луѓето го земаат како подлога за своето верување дека постои сепак судбина, дека постои нешто одредено од Бога, го наоѓаме во посланието до Римјаните, 8 глава, од 28 до 31 стих. Еве што пишува овде, да читаме заедно, значи, во Римјаните 8 глава. Еве, може да ме следите, од 28 стих. Но знаеме дека сите работи содејствуваат за добро на оние кои го љубат Бога. До овде е се во ред. Но сега ова што пишува. Кои се повикани по Негова намера. Зашто оние кои ги познаваше однапред, нив ги предодредил да се преобразат според ликот на Неговиот син, за тој да биде првороденец меѓу многуте браќа. И 31-иот, односно 30 и 31-иот, а они кои се предодредени, гледате, тој збор се користи 2-3 пати овде, они кои се предодредени, тие ги повика, кој ги повика, тие ги оправда, кој ги оправда, тие ќе ги прослави. Ете, доаѓа некој пријател кај тебе и ти ги чита овие текстови и вели, гледаш, Бог некого повикал, некој е предодреден, некој кој е предодреден, вели, тој ќе биде оправдан, тој ќе биде спасен. Ајде да го малце од поблиско, да му ставиме дурбин, да навлеземе во 28 стих. Уште еднаш да го прочитам. Не знам дали имате други преводи. Ако некој друг јазик користите, може да прочитате. Значи, Римјаните, 8 глава, 28 стих. Но знаеме дека сите работи содејствуваат за добро на оние кои го љубаат Бога. Пазите сега, како Павле оди. Павле малце тежок за разбирање во своите списи, но најпрви се поставуваат услови, односно слика, карактер, правила за Бог некого да го повика. Вели, они кои го љубат Бога, кои се повикани по Неговата намера. Што тоа значи, браќи и сестри, кога го читаме 28 стих? Друг превод вели, повикани со посебна цел. Значи, Бог има одредени намери. Бог не е равнодушен кон човекот. На Бога не му е сеедно што ќе не се случи. Како на еден родител не му е сеедно. Детето тргнало на пат и тој родител чека известување, додека не стигне детето на целта. Не ни е сеедно. Така и на Бога.
Nemo je svejedno što će se sluči sa čovjekom. Bog znači je zainteresiran. Postoji njegova namera. Postoji njegov plan za spasenje. I zato Bog ne povikova kaj nego. Plan od sekogaš podrazbira, brake i sestri, i neko odredeno znanje. Bog znajel odnapred deka čovjekot je grešen i padnal vo grev. Deka ne može sam da se izvleče od ta dupka, od toj bunar. Bog ima potrebno predznanje za da napravi dobar plan, za da ne spasi. To je kako jedna zgrada, pre da se napravi, koja crta? Koja zamislila kako će izgleda? Da, tukaj ima i statičari, on je statika prava, znam ova koga se gradeše, ova greda, znate koliko železo je stavljeno u ova pregradna greda, što cela zgrada visi nova. Znači, to je što toga crta, izmereno točno jačinata, debelinata i teret od koje treba da se nosi. Bog, brake i sestri, zna, ali da kad čovjek te vo grev padnat i potrebe da jedan plan, vo svoje to predznanje, Bog zna što treba da ponudi, što treba da dade. No Bog ovdje nešto ne predodredio. Bog apsolutno, kako apsolutno suštestvo ima mog, ima pravo da podredува, odnosno da povikova luge koji će se odzvijet na njegovi od glas. Bog ne veli sega samo, eve ti tamo vo kjošot ili ti tamo vo kjošot, kje dojdete neko. To gi povikova site, no on je koji će se odzvijet na njegovi od povik, site slušat, no site nema prihvatjat rakata gospodova. Što ovdje Bog sepak predodredil? Pavle veli, toj predodredil, toj veli ne predodredil koji luge će biti spaseni. Tuku, što postavil? Bog postavil pravila, ovdje veli obraz na njegovi od sin, likot Isusa Hrista, možda gi čitate sljedeće stihovi. Znači, Bog postavil, veli, da se preobrazat spored likot na njegovi od sin. Samo on je luge, koji će go prihvatat Božji od povik i će se preobrazat vo obraz od likot na Isusa Hrista, ti će bidat spaseni. Reke sestri, da bidam pojasen. Bog predodredil profil, karakter ili tip neizgradena ličnost što treba da bide spasena. Da li se ga to jasno? Znači, Bog postavil pravila. Ako sakame da utideme vo neko tuge država i odeme v ambasadi, tamo ima lista i velja, ti uslovi treba da gi ispolniš, da dobiješ viza. Znači, Bog ne odredil, ke se spasat tije po nekoj nadvorešna fizionomija, što sme ubavi, ne ubavi, vakvi, bogati ili siromašni, tuko Bog predodredil profil. Vo spasenijeto vligovat samo one što će go imat likot na njegovi od sin, ovdje pišova, koji će se preobrazat, to je sljednji tekst, 29. od. Će se preobrazat vo sinot, spored likot na Isusa Hrista. Site oni koji sakat da se vklopat vo toj profil, će se spasat vo oblikot na Božji od sin. I zato mora da bideme 100% sigurni vo toa. Da ne opteretova mislata deka jaz ne sum sakan od Boga. Ja ne sum predodreden da bidem spasen. To je misla na gjavot koji doagini šepoti veli, ne odi vo crkva. Ne mora da gi praviš tije site čekori što Bog gi bara od nas. Ti si predodreden da bideš vo grupata na lošite. Bog ne je odredil konkretnite ličnosti koji će biti spaseni. Tuko uštenački se povtoram. Bog odredil jednostavno kriterijumi. Tije kriterijumi, ako gi ispolnime, će bideme naslednici na carstvo to nebesno. I sega, što zavisi od nas? Ako postoje kriterijumi, postoje pravila, što zavisi od nas? Nekoj bi sakale, brake i sestri, sve da zavisi od Boga. I taka vinata da je prefrlat na Boga, kako što rekao na početak, od nekoj luge ne saka da donesuvat odluki i zato odat kaj sveštenici, kaj guro, kaj nekoj luge koji može da ti kažat nekoj sovjet i se potpirame na takvite informacije. I сега, koliko od mene zavisi što će mi se sluči? U Biblijata ima mnogo izjavi kako što se ovije. Ako go slušaš glasot nad Gospoda tvojeg Bog, ki ti bide ova ili što? Ona. Ako ne slušaš, ki ti bide lošo po tebe. Znači, brake i sestri, ona zborče ako, mora mnogo da vnimavam. Ako.
To zavisi od nas. Ako mu budeme послушни, ќе бидеме спасени. Od Boga ne zavisi. Bog točno je, možda kažeme, suveren vladatelj na univerzumot, no той точно знае кои луѓе и какви профили ќе бидат спасени. Но не делува на бројката. Значи, профилите се битни. Бог не сака во своето царство да има лоши луѓе. Човек не може да одлучи во смисол дали вака или онака. Мора да се одлучи на едната страна или на другата. Ако не сме со Бога, како што некој рекол, ние сме негови противници. Ако не сакаме, Господ ќе остане безодреден број на гости. Сеќавате на приказот од Библијата, кој бил условот да влезат поканетите гости на свадбата? Кој бил условот? Облекате, но прво требало да дојдат, така да одлучат. Дали таа одлука е важна? Важна, но не е судбоносна. Тие дошле пред врата и оној слугата ги чекал со подготвени алишта. И вели, Господине, еве за вас земете. А што рекол тој? Не, благодарам. Тој не сакал да влезе во тој профил што го одредил домакинот за влез во свадбата, на свадбата. Значи, сите биле повикани, дошле. Нажалост, сите не влегле. Од нас зависи дали сакаме. Ако кажеме, да, Боже, сакам да бидам според тој профил, според тие правила што ти си ги поставил и да живеам, тогаш Бог вели, повели, дојди, ти ќе бидеш мој гостин. Знаете, во самата реинкарнација не стои тоа. Знаете што значи реинкарнација? Тоа е обновување на човекот или реинкарнирање, ако си добар, одиш од еден слој, од едно подрече, во друго, во трето и на крај доживаш нирвана, совршенство. Ако си лош, одиш надолу. Во реинкарнацијата дури можеш да дојдеш до змија, до гуштер. Постои една книга за реинкарнација, објаснува една слика внатре, како да прикажеме дека тоа е море, вода, и сега некои луѓе влегуваат како животни, излегуваат веќе како луѓе на крајот. А има друга слика обратно. Оние позитивните, што се добрите. Ако си лош, одеш надолу, одеш во пониски суштества. Се зависи каков си и колку напредуваш. Меѓутоа, кај Бога нема реинкарнација. Ние сме уникати, ние сме неповторливи и ние имаме слободна волја да самите одлучиме. Господ Бог, браќи и сестри, не познава сите нас. Кај Бога, рековме, не постои реинкарнација. Луцифер секојаш може да му каже на Бога, ако има реинкарнација. Ке му каже, чекај, Боже, го оправдуваш овој човек, а тој не сака да биде со тебе. Тој се одлучил да ме следи мене. Тој сака да биде на моја страна. Затоа Исус вели на друго место, побари ќе добиеш. Што значи, ако не побараме, нема да добиеме помош од Бога. Браќи и сестри, Бог никош не ја прифаќа таа присилна своја љубов. Да ве подсетам на уште еден пример. На болните во бањата Витезда. Што им рекол на болните? Сеќавате Исус што им вели? Дали сакате да бидете здрави? Ако тој болниот рекол не, дали би го излекол Исус? Не. Ако Исус со сила би му рекол, ајде бе стани, оди си дома? Не, Бог така не работи. Христос немал да го излекува. Бог не сака на никому од нас да ја наметнува својата љубов. Ако сака човек, Бог ќе му даде. Така и спасението. Се што дава Господ, Бог е наречено дар. Бог ништо не наметнува. Знаете, браќи и сестри, Бог не сака да има разгалени, незрели верници кои ќе бидат уништени од погрешната љубов на Бога. Тој сака да има зрели верници во своето царство. Они кои сега во животот наш кажеле да. Кажеле да на Бога. Преку чинот на слободна волја. Значи, Бог ја цени нашата слободна волја. На Бога не му требаат уништени личности да ги плаши со казна или да ги обсипува со не знам каква љубов или некоја добрина. На Бога му се потребни апсолутно слободни луѓе кои ќе кажат, Боже, јас те сакам. Јас слободно одлучувам да бидам на твоја страна.
А што со оние кога стареат некои и кога созреваат? Тогаш сваќаме дека, браќи и сестри, имаме слободна волја, дека колку пати сме ја прокоцкале таа слободна волја во нашиот живот. И затоа, еве да кажеме при крајот уште неколку мисли. Пророштвото што е тоа пророштво, најпрвим да прашам? Пророштво е предвидување на настан кој ќе се случи денеска или после 1000 години. Ако Бог дава одредени пророштва, дали тоа значи дека тој планирал нешто што морало да се случи? Да ве прашам, дали било испланирано Јуда да го предаде Исуса Христа? Пишува ли дека некој ќе го предаде Исуса? Пишува ли за колку пари? Пишува ли на колку години Исус ќе се крсти? Пишува ли што ќе биде со неговите алишта? Дали пишува дека Петар ќе се откаже од Исуса? Дали пишува дека Пилат ќе го осуди? Дека Исус ќе умре на крстот? Пишува. И сега ние може да застанеме и да кажеме друго прашање или друго размислување. Дали тоа значи дека Бог ќе ги натера тие луѓе кои се тука во таа негативна сфера опишани во Библијата, поврзани со Исуса, дека Бог ќе ги луѓето натера да грешат со тоа што веќе однапред им одредил место во групата кои ќе направат лошо дело или лош гест кон Исуса Христа. Ајде да видиме сега малце подолу и да кажеме дека пророштвата може да се поделат во 3 категории. Прво, пророштва за Божјата волја. Второ, пророштва на Божјото предзнање. И трето, условни пророштва. Што тоа значи пророштва за Божјата волја? Од божествената природа, браќи и сестри, или волја, произлегле пророштва за планот на Божиот Син. Постои план и во тој план се назначени разни активности што ќе се случат. Проречено е дека ќе дојде Спасителот, дека ќе го положи својот живот и така натаму. Тоа се пророштва низ кој Бог ја изразува својата волја и желба да го спаси човекот. Така Бог соопштува каква е неговата волја за иднината. Не постои сила во универзумот, во Вселената, кој може да му ги спречи тие Божји планови. Се дрзнал сатаната малку, се дрзнал тој да го спречи тој Божји план, најпрвен пред Исусовото раѓање. Предизвикал бура преку Ирода, со цел да се пронеде тоа бебе да се убие уште на почетокот. Потоа за време на службата. Често пати Исус бил на мета да го каменуваат, да го убијат. Но текстот вели Исус го снема одеднаш. Исус не сакал да влезе во конфликт со тие водечки личности. И најпосле на крстот преку таа толпа на луѓе, ако си Син Божи, слези од крстот. Очигледно, сатаната ја знаел Божјата воля и Божјиот план за спасението и сакал на секој начин да ја спречи. Пророштвата на Божјата воля не може да бидат едноставно спречени. Не можеле, зашто тоа е Божја воля за човекот. Но човекот е слободно суштество кое ќе избере како ќе живее. Еве замислите еден пример. Шаховска табла на која седи велемајстор и почетник. Ова е само илустрација. Тоа е разликата меѓу човекот и Бога. Сега, Бог е тој велемајстор. Која е намерата на велемајсторот? Да му даде мат на кого? На противникот, така? Почетникот може да направи некои потези, колку што сака, но на крајот ќе добие мат. Зашто? Тој е велемајстор, тој ги знае сите тајни на шахот. Тоа е, рековме, Божјата волја за нас, кога е во прашање пророштвата и Божјата волја. Одиме понатаму пророштвата за Божјото предзнање. Ние, луѓето, знаеме само за сегашноста, во ова време во кое живееме. Меѓутоа, Бог живее надвор, браќа и сестри, од времето и времето секако не влие на него. Зато Бог може слободно да гледа оно што се случило во минатото, да гледа во сегашноста и да гледа во иднина. Бог не сака црквата негова да живее спротивно на неговите заповеди. Но сепак, во своето предзнање, кога ги читаме посланијата на апостол Павле до Солуњаните,
Бог вели, во црквата во иднина ќе се појави човек на беззаконие. Така ли пишува? Пишува. Абсурдно е да се верува дека појавата на отпадници во Христовата црква произлегле од Божјата волја. Не. Божја волја е едно, сега зборуваме за Божје предзнање. Бог во своето предзнање гледа унапред. Што ќе се случи со црквата негова? Дека ќе се појават лажни Христоси, лажни верници облечени во каква кожа? Во овчка кожа. Ке има волци, тие ќе бидат волци, но облечени вели во овчка кожа, кои нема да го пошедат стадото. Гледате, Бог не наредува дека ќе се појават такви во нашата црква, но во своето презнање тој гледа дека ќе се појават. Бог однапред ја известува црквата во неговата љубов да внимаваме. Меѓутоа, многу луѓе не прават разлика, браќи и сестри, помеѓу пророштвата што произлегуваат од Божјата волја и Божјето предзнание. За нив сите пророштва доаѓаат од Божјата волја. Зато тука ги мешат работите. Ги мешат кога е во прашање изборот, односно самата судбина. Која е разликата помеѓу предзнанието и предодреденоста? Значи, кога некој е предодреден, што тоа значи? Има ли разлика? Еве да кажеме една илустрација. Замислете лекар, доктор, одите кај него и тој ве гледа, ве снима и ви дава една диагноза. Не мора да вие, воопшто да кажеме. Докторот вели дека овој пациент, гледајќи ја неговата душа, неговото тело, добриот доктор ќе каже овој човек или вашиот пријател ќе живее уште 1 месец. Од каде докторот знае дека тој пациент ќе умре за месец дена или за 2 месеца? Од каде знае? Дали тој пророк? Не, него тој во своето предзнање како доктор, врз основа на симптомите кои ги гледа внатре, донесува одлука дека човекот ќе живее од месец до 2 месеци. Значи, тој не го предодредил сега доктор дека пациентот ќе умре, меѓутоа од своето предзнање тој укажува дека тој пациент има уште толку денови за живот. Друг пример. Астроном. Често пати слушаме и гледаме на телевизија, вели има замрчување, помрчување на сонцето, односно на месечината и нешто слично. Од каде знаат тие астрономи дека тоа ќе се случи? Од каде знаат? Па тоа се случува според внатрешните закони на Вселената. Тој само во своето предзнање тоа го предвидува и го кажува дека тоа ќе се случи и навистина во толку часот, во толку минути се случува тоа замрчување на сонцето или на месечината. И затоа, браќи и сестри, Бог не сакал ние да бидеме во некоја темнина, туку во своето предзнање тој ни укажува дека во црквата ќе се случат такви отпади, ќе се појават волци, под наводници, ќе се појават луѓе кои ќе учат другчија наука. И затоа треба ова размислување да го темелиме врз Божјето предзнание. И сега да кажеме на крајот кои се тие условни пророштва. И самиот збор условни пророштва укажува дека ќе има пророштва кои се дадени, но не се исполнети. Може да читаме во Еремија 18:7. Има многу за кои пророштва да кажеме, кои се кажени, но не се исполнени, но само еве ќе спомнам неколку. Вака вели пророкот 18:7. Ако му објавам на некој народ или на некој царство, дека ќе го откорнам, уништам и разурнам. Ете овде Бог најавува дека за некои народи Бог дава изјава дека некои народи ќе бидат откорнити, некои ќе бидат уништени. Дали имало моменти кога некои пророштва Божи не се исполниле? Еве да ве потсетам само на пророкот Јона. Што му рекол Бог на Јона? Каде да замине? Во Ниневија, и може да читаме Јона 1:2, вака вели: стани, оди во Ниневија, големиот град, и проповедај против него, зашто нивната злоба излезе пред мене. Која е била причината за ова Божја тешка изјава да ја даде за жителите во Ниневија? Која е била причината? За гревот нивни, за беззаконијата, за злото што го правиле. И дали Јона прифатил? Да.
Знаеме, први не прифатил, но сега кога е веќе тука, 3 глава, 4 стих, вака вели. И еден ден Јона почна да оди низ градот. Проповеда и рече, 40 дена и Ниневија ќе пропадне. Гледате, Јона пренесува пророштво Божие. И затоа на Јона ќе му биде толку тешко, ќе му биде толку срам, што ќе се расради против Бога и ќе отиде горе на витачот или горе на ридот и ќе биде целиот нервозен, под стрес. И таму ќе доживее уште еден стрес со тиквата, знаете, и со она сонце кое печело во неговата глава. Овде пишува дека 40 дена се дадени. Јона не измислувал, него пренел Божje пророштво, пренел Божи повик или зборови. Се разбира, дали се остварило тоа пророштво? Зошто не се остварило? Бог сака луѓето да се спасат. И тоа е негово гесло. Во срцето на Бога е сите да се спасат. Меѓутоа, Бог преку Јоне сега им дава апел. Ако не се поправат, ќе бидат сите уништени. И браќи и сестри, овде гледаме нешто направиле жителите во Ниневија. Тие сватиле многу сериозно пораката што Бог им ја испратил преку Јоне. И како резултат, слушате што пишува Јона 3:10. И Бог ги виде нивните дела и тие се врати од својот лош пат и Бог се покаја. Тоа може да зборуваме во друга прилика, што значи зборот се покаја. Бог се покаја за злото што им заповеда да го направат. Но не го направи. Дали Бог се кае? Да или не? Зошто? Зарем Бог направил погрешен чекор, дал погрешна изјава. Знаете, нашите политичари ќе дадат изјава, па ја вадат од контекст новинарите, па не, вака беше, онака беше, и да се оправдат. Дали Бог дал погрешна изјава и Јона ја запишал и ја пренел погрешно на жителите во Ниневија? Преки сестри, сега ова не е за размислување, но сакам да нагласам дека овде имаме условни пророштва. Ако биде, ќе биде. Ако не биде, нема тоа да се случи. Се зависи од ставот, значи, на народот. Бог рекол дека нема да им суди на луѓето, туку ќе им суди на луѓето за делата што ги правиле, за празните зборови што ги кажуваат. И затоа од нас зависи денеска каква ќе биде нашата судбина. Тоа не зависи од Бога. Бог поставил профил, смерници, насоки. Бог дал рамки во кои ние треба се движиме. Ако истапиме од тие рамки, Бог не одговара тогаш за нашиот живот. Еве што Бог сака од нас. Нашата вера и нашиот став дефинира нашата судбина. Не дека сме ние припадници на одредена нација, да имаме привилегии, што сме македонци, што сме срби, грци, евреи и така натаму. Поентата е дали веруваме дека Бог постои и дека го испратил својот син да не спаси. Нашата вера дефинира вечната наша судбина. И еве на крајот да читаме од Второ Законие, 30 глава, 19 стих, вака вели. Ви сведочам денес на небото и на земјата, дека пред вас поставив живот и смрт, благослов и проклетство. Зато одберете го животот, за да бидете живи, ви и вашето потомство. Любите го Бога, Господа вашиот Бог, слушајќи го Неговиот глас и приврзете се кон Него, зашто тој е вашиот живот. Браќи и сестри, Бог сторил се од своја страна. Бог ги поставил основните работи. Постојано Бог прави се што е најдобро за нас. Бог сака да го комплетира човекот, да бидеме комплетни кога ќе застанеме еден ден пред Него. Ние имаме денеска слободна волја да живееме и да избираме. Но немаме слобода да ги менуваме резултатите од нашиот избор. Кој да е? Судбина не постои според Бога. Ние сме тие главните фактори. Еве, од една страна може да кажеме дека Бог направил се за нас. Но не смееме ние да ги менуваме резултатите на крајот ако се лоши по нас. Бог не информирал дека ние сме слободни, ни дал мог да бираме. Еве, например, во Скопје си и сакаш дојдеш за Битола. На железничка станица си
Ти влегуваш сега во возот за Гевгелија. И некаде пред Гевгелија возот стасува и кондукторот вели пригответе се, само што не сме стасали на станицата. И ти тогаш си велиш, Боже, јас сакав додам за Битола, а не за Гевгелија. Боже, те молам, помогни ми сега како да отидам во Битола. За да влеземе, за да отидеме во Битола, каде сме требали да влеземе? Во кој воз? Во возот за Битола. Браќи и сестри, ние денеска се наоѓаме на нашата автобуска или железничка станица на нашиот животен пат. Апсолутно сме слободни да кажеме во кој воз сакаме да се качиме. И Бог тоа го почитува. Бог не ти гледа картата на почетокот. Но кога ќе стасиш на крајот во Гевгелија, ти си сакал за Битола да заминеш, си требало во Скопје да влезеш во вистинскиот воз. Бог тоа го почитува. Но ние не можеме еден ден да кажеме ќе дојдеме пред Бога и да ги промениме резултатите од нашиот избор. Навистина, однапред Бог што одредил? Не кои ќе бидат спасени, туку го одредил профилот. Бог одредил насока во која треба да се движи нашиот духовен воз. Но не одредил одредено во кој воз ќе влезе. Има многу возови на станицата во Скопје. Но ние мора да го одредиме, да го пронајдеме вистинскиот. Останува да одлучиме дали ќе се качиме на едниот или на другиот воз. Господ нека ни помогне на вистина да го одбереме вистинскиот воз, кој ќе не однесе во вистинската станица во небото, во небесното царство. Господ да ни помогне во тоа. Амин.